Благодата и милосрдието на Божик, како најрадосен празник на дарувањето и на топлата семејна атмосфера, денеска ја почувствуваа и над 400 деца од различни целни групи од цела Македонија на традиционалниот Божикен ручек, кој по 19-ти пат беше организиран во Прилеп. Насмеаните и среќни детски лица само потврдија дека сите деца се исти и дека имаат исти желби да бидат здрави, живи и да имаат весело и среќно детство. Ова ми е втор пат како што идам и многу сакам тука да сум и многу сакам да се дружам со другите деца. Навистина е прекрасно чувството да се учествува вакво убаво нешто за добротворни цели. Јас посакувам да се дружам со другарчината, да не се скарувам со другарчината. Мојата желба е со другарчињата да се сакаме, да не се скаруваме, да се сенуваме, да јадиме заедно, да си даваме честички работи такви. Празничната Божикна трпеза традиционално ја благослови владиката господин Петар, кој во својата беседа укажа на насушната потреба од растот на наталитетот, бидејќи како што рече, децата се иднината и на светот, но и на црквата, за таа да остане жива. Мили наши прекрасни дечиња, денес овој голем и спасоносен празник, Христовото рождество, празникот на децата и на нас возвратните, оти ние сме деца Божи, деца сме на Бога Отецот, да се радуваме сите заедно, како што кажавме на почетокот. Нека се радува небесата и нека ликува и земјата, зашто денеска се соединија и небесата и земјата, бидејќи од небесата слезе Синот Божи кој предешно од Отецот се раѓа и се роди од Пресвета Богородица. Христос се роди. Христос се роди. Христос се роди. Божикниот ручек како настан на кој се промовираат еднаквоста, љубовта и мирот помеѓу децата како вечни и трајни вредности и дека ништо не е поважно од детската среќа, без разлика на која заедница и припаѓаат тие, веќе без малку 2 децении го организира детската амбасада за сите деца во светот со поддршка од локалната самоуправа Прилеп. На оваа трпеза ќе седнат дечиња од сите целни групи, од Прилеп, од Битола, од Крушево, од Скопје имаме, од Штип, од Струмица. Убаво е чувството на овој ден да си со деца, убава е гледката, весели се, а ние се трудиме да оставиме таков печаток, да оваа традиција продолжи и на нашите поколенија. Локалната самоуправа обезбеди за сите 400 дечиња празнични колетчиња кои што им се доделени. Ова е уште еден знак дека хуманоста, среќата, исто така и желбата, секој дете да биде радост во куќата, во семејството. Годинава најпрестижната традиционална награда што ја доделува детската амбасада, орден за носител на мирот, и беше доделена на битолската млекарница.